На македонската политичка сцена се најавува формирање на нова партија. Во текот на минатата недела во употреба беше пуштена веб страницата на Родина, иницијативата за нова партија која отворено се спротивставува на евроатлантските интеграции. Иницијативниот одбор веќе ги повикува истомислениците да им се приклучат и најавува дека наскоро ќе почнат со собирање на основачките изјави и потписи. Родина верува во способноста и волјата на македонскиот народ да ги земе работите во своји раце за да ја врати државата на изворните принципи и вредности на македонскиот народ. Родина значи да се сака својот народ како прв и единствен услов за зачувување на Македонија и македонските идеали. Затоа Родина се залага и верува во принципот на меритократија, служење на народот и служба на најдобрите во име на народот. Пишува во партиската идеологија. Освен тоа, иницијативниот одбор навели 25 точки како програмски цели на партијата. Покрај отвореното спротивставување на влезот во ЕУ и НАТО, Родина се залага и за поднесување на барање на прием под уставно име во Обединетите нации, спроведување на основскиот и духот на Уставот од 91-та година во сите законско-регулативни акти и во сите национални и општински институции, поништување на сите закони и меѓународни договори кои се донесени под закана на сила, спротивни на Уставот, меѓународното право и волјата на македонскиот народ, учество во сите глобални и регионални евроазиски интеграции, Евроазиската економска унија, Шангајската организација за соработка, патот на свилата и така натаму, протерување на сите странски формални и неформални воени формации од територијата на Република Македонија, поништување на регистрацијата и дозволата за работа на сите невладини организации финансирани со странски средства, национализација на сите стратешко важни субјекти и фирми, спречување на доселување и легализирање на мигранти во Република Македонија, издавање пасоши на сите македонци од светот и доделување земја за нивно враќање во татковината, ревизија на образовните наставни програми во македонски дух од прво оделение до универзитетско ниво. Символот на Родина е црвено-жолт штит, на кој се наоѓа 16 крако сонце. Иницијативниот одбор го сочинуваат засега 10 членови, меѓу нив има инженери, професори, новинари, кандидати за пратеници како и советници на поранешни министри. Повеќето од нив и се познати на јавноста, дел од нив преку активностите во Сдруженијето Македонија и Русија. Токму ова здружение има подпишано меморандум за соработка со Русов, Движењето за руско-словенско обединување и возродување, водено од рускиот милитант Андреј Родионов. За неговата обединувачка мисија на Балканот, како и воените активности, еден ТВ објави серија прилози. На Балканах славяне, может быть не 100%, но 70% это однозначно прорусские, пророссийские. И я думаю, что России надо только немножко помочь и активизировать работу на Балканах. И однозначно будут положительные результаты. Однозначно. И Македония наглядный пример, когда были большие миллиарды долларов вложены в то, чтобы переименовать Македонию и втянуть ее в НАТО, в Евросоюз, но тем не менее желание народа и воля народа показала то, что это бессмысленно, и люди хотят все равно быть в союзе с славянскими народами, в союзе с Россией матерью. Так они говорят, такая их позиция. До сознанијата за активностите на Родионов, нашата екипа стигна истражувајќи ги неговите фотографии со предхристијански тотеми на Скопско водно. Тие биле поставени за извршување верски ритуали на проруски организации и движења во Македонија. Неодамна пак во медиумите од регионот тој се најде на листата посебни тимови на Кремљ кои ги водат операциите на Балканот. Меѓу нив е универзитетскиот професор Стефан Влахов Мицов, кој остварувал контакти со Родионов. Јанко Бачев како предводник на движењето Македонија блокира. Сергеј Самсоненко како бизнисмен, кој преку изградбата на цркви бил дел од обидот за руско влијание. На листата и Горан Живалевиќ, високо рангиран службеник на БИА и поранешен офицер за врски во Српската амбасада во Скопје. На врвот на Путиновата балканска пирамида е Николај Патрушев, негов човек од доверба, познат како Соколот од Кремљ. Тој е актуелен шеф на Советот за безбедност на Русија и важи за еден од најблиските соработници на рускиот претседател во насока на ширење на руското влијание кај земјите аспиранти за НАТО и ЕУ.